Пред второто издание утринските вести, а во нив утринава тема ритуалот бањање на бебињата, козметиката која што се користи за бањање и се разбира сите оние игри во кои што уживаат бебињата додека се бањат. Капењето е секојдневен ритуал во кој бебињата обично уживаат. Ретко кој бебе не сака шлапкање во кадичка со топла вода. Синовоката убавица Нина не е исклучок. Сака да се бања и да се игра во водата што е можно подолго. Нина бањавме до пред еден месец, скоро секој ден. Мама! Можам да кажам дека секој ден ја бањавме. Мама! Сега, откако напомнена година, ја бањаме на 3 пати неделно, например. Сака да се бања многу. Мама! Многу живо дете. Сакам многу да се бања, кој ќе види дека татко ја прави кадичка да ја пуни со вода, одмah почнува да се радува, да скока од среќа, сама да се соблекува. Старт ја бањавме двајцата, но имавме и помош од свекрва ми, од мајката на Нина. Таа за прв пат сама, она е избања Нина, затоа што јас се породив со царски, не можев сама да ја бањам. Ама јас и Нина сме секогаш од страна, помагавме, прскавме, уживавме сите и стварно бањањето ни представува задоволство. Не е некоја обврска или некој терет, тоа не е ритуал пред спиење. Многу мина се против употребата на козметички средства на деликатната бебешка кожа. Меѓутоа, одржувањето на хигиената подразбира и избор на содоветна купка. Првиот еден месец ја бањав, после бањање ја мачкавме со рибино масло, затоа што да не се перута кожичката на главата и на телото. Немаше некој проблем ни со кожата и затоа не применувавме некои други средства после бањањето. Мустелата мислам дека беше доволна. Сега зимниот период, млеко за тело, користиме бупјани, тоа е тоа. По бањањето следува сушење на косичката со фен, што и баш не е омилен дел од рутината на Нина. Фенот не го сакам многу. Секогаш мора некој да ја држи, за јас да можам да ја исушам косата. Сама нема шанси да ја исушам. И бањање сама никако. Нина само си одбира играчки со кои што сака да се бања тој ден. Ние се излекуваме мокри од купатила. Значи, освен она што е мокри и ние сме мокри, после треба и ние да се сушиме. Сака да истражува, прска се околу себе, значи целото купатило е во вода, ама ништо не забрануваме. Значи, дете нека истражува, сака да чепка се што има од страна, да види, затоа што инаку не влегува многу често во купатило и само за бањање. Откако е родена, пред спиење се бањаме. Мислам дека спие поубаво кога е бањата, кога нема да избањава, мислам дека многу понемирно спие. По капењето на Нина на вистина и се приспа, па си отидовме, оставајќи ја мирно да си нанка. Колку време им е потребно на родителите, односно колку време и пари, за да онака правилно и убаво го одгледаат детето? Според своите можности, секој толку му дозволува, затоа што знаеме дека секој родител го сака најдоброто за своето дете. Родителите на македонските деца, за разлика од родителите на децата од другите европски земји, трошат околу 7 пати помалце за секојдневните детски потреби. За да се израсне едно британско дете до 21-та година се потребни околу 200.000 фунти. Ова се податоци според семејните пресметки. Додека според податоците од македонските родители се потребни околу 30.000 евра за да се израсне едно македонско дете до 21-та година. Според овие информации не е толку застрашувачко да се раснат деца во Македонија, но проблемот кај нас е нискиот стандард. Мали се процентите на луѓето кои можат да си дозволат да ги одвојат претходно споменатите средства. Зависи кој колку си троши за едно дете, али едно нормално, па јас мислам дека 3-4 треба месечно. Најмалце 3-4 месечно. Може само памперсите се толку. А башка сите тие сопчиња, таму се што се спрема, се готви. Дали мислите дека македонското дете е можеби се трошат повеќе средства отколку за европските деца или обратно? Јас мислам помалку. Мада мајчинството мислам дека во Македонија е многу поголемо отколку што е на запад, ама тоа е се од можностите. Зависи за кого, за некого е. Што мислите дека е најскапо кога стане збор за трошоците околу детето? Пелените. Секако дека треба да си имаат потреби. Од прилика што мислиш колку би чинело тоа? Па не знам,
200 евра сигурно, предпоставувам. Месечно? Да. Од самото доаѓање на свет на детето за породување се потребни 850 евра, за количка 100 евра, креветче 200 евра, за облека 300 евра, пелени 300 евра, храна и хигиенски средства 400 евра, играчки 100 евра, прв роден ден 250 евра. Во наредните години од животот на детето сумата се намалува за околу 50 до 100 евра месечно, што би изнесувало околу 600 до 1000 евра годишно. Скромните родители даваат информации дека едва изфрзуваат крај со крај за да ги задоволат основните потреби за децата и семејните трошоци. И време е